Почитуван министер, видете, 110 кандидати уплатија по 500 евра. И многу добро знам постапката како оди. Значи, без да се формира, така беше досега, без да се формира група од 10, најмалку 10 кандидати не може да почне. Значи, формирани се групите, почнале и завршиле со обуките. И сега, кој ќе им ја надомести штетата на кандидатите, нивното губење на време, на учење и така натаму? Зашто ви велам дека е ова политички? Јасно им е на сите дека е политички. Вие како министер имате надлежност, затоа што ова е орган во состав на министерството, имате оштетени граѓани и вие сте тој што ја носи на крајот на денот политичката одлука што и како треба да продолжи и кој треба да сноси одговорност. Одговорност за овој случај треба да носи и новата директорка, зошто дозволила, ако воопшто имало такви неправилности, зошто дозволила да дојде до такво нешто. 500 евра директно одат во државниот испитен центар затоа што тие се нели втора линија финансиска на Бирото за развој на образование. И на крајот на денот, вие сте еден од ретките функционери кои што од НАДУИ, кои што изгледа не знаете дека вие сте на власт. Али Ахмети во мала речица да кивне, Ковачевски тај од ход му носи. Вие сте на власт. Еден од ретките функционери изгледа од ДУИ сте, што не знаете дека практично вие сте на власт. А во законот имате начин и мерки како да постапите, да донесете решение и да кажете на директорката под итно да продолжи со испитот и тоа од таму кај што се станале, од третиот дел од испитот. Се она што го поминале да им се важи, не се они виновни што некој сгрешил, ако сгрешил. И приговори анонимни. Па немојте да бидете како Јована. Над 50 кандидати 2 години чекаат да ги повика. И приправничкиот испит исто така веднаш да почнете да го реализирате. Затоа што така ја стварате сликата дека имате за вас подобни и неподобни за да си ја работат својата професија. Благодарам. Немам дополнително прашање, делумно сум задоволна од одговорот.